Добре дојдовте во уште едно од едукативните видеа од серијалот што ја обработува сршта на поглавието 20, а тоа е индустриската политика. Живееме во ерата на четвртата индустријска револуција, каде индустријата е мотор на иновации, продуктивност, раст, извоз и секако голем број квалитетни работни места за граѓаните. Незината структура трпи длабоки трансформации водени од дигиталните и новите модерни технологии. Европа сфати дека технолошките промени мора да се прифатат, да се интегрираат во производите и услугите, да се развијат технологии кои користат помалку енергија, да се редуцира отпадот, да се избегнува загадувањето и да се инвестира во работна сила со соодветни вештини, со цел да се одржи препознатливиот квалитет и конкурентноста на глобалните пазари. Водени од европската перспектива и одлучни да ги исполниме критериумите за пристапување во Европската унија, индустрискиот развој и конкурентноста на компаниите се многу важни теми за нашата држава. Што представува индустриската политика? Иако не постои една општо прифатена дефиниција, би можеле да кажеме дека индустриската политика подразбира активна улога на државата која преку разновидни мерки и инструменти се насочува кон зајакнување на конкурентноста на економијата, кон олеснување на структурните промени и кон охрабрување пријателска средина за бизнис, која ги стимулира малите и средни предпријатија. Постојат различни пристапи во индустриските политики на различни држави. Некои ставаат примат на избрани индустрии, други пак имаат хоризонтален пристап и не се насочени кон специфични сектори. Но и покрај многуте оспорувања и дебати дали државата треба да врши влијание на индустријата, денес повеќе не е актуелно прашањето дали, туку како. Како да се изготви ефективна современа индустријска политика базирана на докази. Прирачникот на ОЕЦД за развивање индустријска политика представува одличен водич за тоа, како чекор по чекор да се изготви еден сеопфатен документ од дијагноза, визија, дизајн, па се до имплементација, мониторинг и евалуација. Но стратегијата сама по себе не би имала никакво значење без успешна имплементација. Има повеќе фактори кои определуваат една успешна индустријска политика. Така, например, изборот на мерки и активности. Поддршката треба да е насочена само кон нови активности, но не и кон сектори. Тие активности треба да имаат јасен потенцијал за ширење. Мониторинг и евалуација. Потребно е прецизно да се дефинираат критериумите и праговите за успех и неуспех. Јасна и квалитетна институционална инфраструктура. За спроведување на индустриската политика треба да се задолжени тела со докажана компетентност. Тие треба будно да се следат од страна на политички авторитет на највисоко ниво. Диалог и консултација со бизнис заедницата. Агенциите задолжени за промоција треба да бидат канали за комуникација со приватниот сектор, а промотивните активности треба да се обновуваат постојано. Индустриската политика на Европската унија. Европската унија од секогаш се стремела да обезбеди поволни услови за развој на индустријата и претприемачкиот дух. Вниманието кон индустриската политика се насочи многу повеќе по формирањето на економската и монетарната унија и процесот на проширување. Во 2005 година, за прв пат комисијата објави работна програма насловена Рамка за зајакнување на преработувачката индустрија на Европската унија по интегриран пристап за индустријска политика. Од тогаш, во континуитет, комуникациите кои ги објавува Европската комисија се стремат да ги следат глобалните случувања на пазарите и да понудат насоки и можности за развој на европската индустрија. 2008. Комуникацијата која ја објави Европската комисија е одржлива потрошувачка и производство и одржлив акцијски план за индустријска политика. Како одговор на предизвиците за обезбедување одржливо снабдување со неенергетски суровини, ја објави Иницијатива за суровини. Во 2009 комуникацијата Подготовка за нашата иднина, развивање заедничка стратегија за КЕТ, 2010 Европа 2020, 2011 Индустријска политика, зајакнување на конкурентноста, 2012 Посилна европска индустрија за раст и економско опоравување, 2014 За европска индустријска ренесанса, 2016 Дигитализација на европската индустрија. Во март 2010 Лисабонската стратегија беше заменета со стратегијата Европа 2020, стратегија за мудар, одржлив и инклузивен раст. Новата стратегија посочи 7 клучни иницијативи, од кои 4 се особено важни за поконкурентна европска индустрија. Иновацијска унија, дигитална агенда за Европа,
индустријска политика за ерата на глобализација и нови вештини за нови вработувања. Во септември 2017 година, Европската комисија ја објави најновата стратегија за индустријска политика на Европската унија. Успешното реализирање на овој сеопфатен документ зависи од напорите и соработката што ќе ја остварат европските институции, земјите членки, регионите и пред се од активната улога на приватниот сектор во индустријата. 6 вертикални приоритети на новата индустријска политика на Европската унија се интернационалната димензија, иновации, инвестиции, единствен пазар и заекнување на човечкиот капитал, дигитализација и циркуларна економија. Таргетите кои се поставени за 2020 година во однос на бројките во моментов се следните. Придонес на индустријата во бруто домашниот производ. За 2020 целта е да биде 20%, а последните цифри се 15,3. Бруто фиксни капитални инвестиции, процент од бруто домашниот производ. Целта е 23, моменталната состојба е 19,2. Инвестиции во опрема, процент од бруто домашниот производ. Целта е 9. Последните цифри се 5,7. Извоз во рамки на Европската унија, процент од бруто домашниот производ. Целта е 25, во моментов 21,8. Истражување и развој, процент од бруто домашниот производ. Целта е 3, во моментов цифрата е 2. Голем број на политики, програми и иницијативи кои се однесуваат на разновидни области, во моментов придонесуваат кон европската индустријска политика. Европската комисија ја поддржува индустријата преку следните клучни иницијативи. Инвестицијски план за Европа, стратегијата за единствен пазар, стратегијата за дигитален единствен пазар, пакетот за циркуларна економија, енергетската унија, унијата на капитални пазари, агендата за нови вештини за Европа и стратегијата трговија за сите. Буџетската поддршка доаѓа главно од кохезионите фондови, програмата Хоризонт 2020, инструментот Поврзување на Европа, програмата Косме, како и Европскиот фонд за стратешки инвестиции. Денес Европската унија е светски лидер во многу индустријски сектори, како фармацевтската, хемиската индустрија, машинското инженерство и модната индустрија. 32 милиони луѓе се вработени во индустријата. По светската економска криза, европската индустрија се обновува и остварува преку 1,5 милиони нови работни места од 2013 година навамо. Околу 17% од вкупната додадена вредност во Европската унија доаѓа од преработувачката индустрија. Едно работно место во преработувачката индустрија создава до 2,5 други работни места. Индустријата учествува со 68% од извозот на Европската унија. И покрај крупните трансформации со новите модерни технологии, ефикасноста на ресурсите, новите бизнис модели, се уште е актуелен недостигот од информацијско-комуникацијско-технолошки вештини и иновацијскиот јаз спореден со Северна Кореја или пак со Јапонија. Индустријска политика на Република Македонија. Индустријската политика на Република Македонија за периодот 2009-2020 година е стратешки документ усвоен од владата, кој има хоризонтален пристап и дефинира 5 области на делување или поттикнувачи на конкурентноста. Интернационализација, развој на мали и средни предпријатија, развој на кластери, истражување и развој, иновации и екопроизводи и услуги. Визијата е до 2020 година Република Македонија да развие динамичен спој на одржливи и автентични индустрии како органско вино и храна, екочелик, еколошко градежништво, креативни индустрии, информатички и комуникацијски технологии, медицинска опрема и услуги, автентичен туризам и други индустрии. Стратегијата за индустријска политика е чадор документ, а имплементацијата на мерките се реализира преку годишни програми од страна на повеќе министерства, агенции и фондови. Програмата за конкурентност, иновации и предприемништво, стратегијата за мали и средни предпријатија, стратегијата за промоција на извоз се дел од стратешките документи поврзани со спроведувањето на индустријската политика. Досега мерките на владата беа насочени кон развој на нови производи, нови пазари, воведување стандарди, ваучери, обуки, консултантска помош, предприемништво, извозна промоција, развој на кластери, иновацијска поддршка и слично. Следните статистики зборуваат за карактеристиките на македонската преработувачка индустрија. Преработувачката индустрија учествува со 12% во бруто домашниот производ, EU таргетот е 20%.
вработувања 19%, а 10% од бројот на активни фирми се од индустрија. 5% од фирмите се извозници, 3362 фирми, од кои најголемите 5 извозници учествуваат со 40% во вкупниот извоз, 20 извозници учествуваат со 60%, а топ 100 извозници со 80%. Учеството на странски директни инвестиции во извозот е над 45% во 2016, споредено со 16% во 2011. Повеќе од половината македонски фирми имаат само еден деловен партнер во странство, околу 55%, додека два деловни партнери имаат околу 18% македонски компании. Иновации, истражување и развој во бруто домашниот производ учествуваат со 0,523% во 2014 година, додека таргетот на Европската Унија изнесува 3% од бруто домашниот производ. Вложувањата од страна на бизнис секторот се само 0,02%. Во вкупните странски директни инвестиции, преработувачката индустрија учествува со 38%, концентрирани во три сектори, 74%, и тоа транспорт и опрема, основни и преработени метали, прехранбена индустрија. Нивото на соработка и поврзување на странските директни инвестиции со малите и средни предпријатија е на ниско ниво, како и соработката на индустријата со универзитетите. Исклучок се информацијско-комуникацијските технологии и автомобилската индустрија. Малите и средни предпријатија се околу 99% од активните компании. Малите фирми се попродуктивни од средните и големите. Ниско е нивото на иновативност. Во моментот се врши ревизија на индустриската политика, со цел да се усогласи документот со новите приоритети на владата, но и со новите иницијативи и препораки на Европската комисија, согласно последната комуникација. Фокусот ќе биде ставен на преработувачката индустрија, како клучен сектор за раст, продуктивност, нови и висококвалитетни работни места, иновации, извоз, циркуларна економија и паметна специализација. Имајќи ги предвид научените лекции, посебни заложби ќе бидат насочени за обезбедување на континуирана политичка и финансиска поддршка за ефикасна имплементација, подобра координираност, широк диалог и партнерства, мониторинг и евалуација и придружен акциски план. Новото име на документот ќе биде Стратегија за индустрија. Порталот конкурентност.мк е централен веб портал на владата и Министерството за економија, кој нуди свежи информации за политиките, програмите, мерките, проектите и јавните повици насочени кон зголемување на конкурентноста. Државите од регионот кои се кандидати за членки во Европската Унија досега беа главно насочени кон привлекување на странски директни инвестиции. Насоките кои Европската комисија ги дава за нив е индустриската политика да се прифати како генерална политика за насочување кон клучни потенцијални сектори за извоз, висока додадена вредност и паметна специализација. Ориентирани кон пристапувањето во Европската Унија, како држава треба да се насочиме кон исполнување на забелешките од извештајот на Европската комисија во рамки на поглавието 20. Да се донесе нова индустријска политика и стратегии за мали и средни предпријатија, за женско предприемништво и за туризам и да се вклучат мерки за олеснување на пристапот на мали и средни предпријатија до финансии, да се воведат иницијативи за зголемување на вештините во компаниите, особено малите и средни предпријатија, за донесување нови методи и технологии, да се развијат мерки за поврзување на странски директни инвестиции со локални компании. Слабите трендови на македонската преработувачка индустрија потребно е да се адресираат со конкретни мерки и инструменти во наредниот период. Индустријата е за луѓето пред се, па за една индустријска политика да биде целосно оперативна и успешна. Одговорноста е делат не само владините институции, туку и приватниот и граѓанскиот сектор. Неопходен е отворен, инклузивен диалог за соработка, со што на најдобар начин ќе се потенцираат новите индустријски, општествени и еколошки трендови, за кои одговорот треба да се даде преку политиката. Партнерствата се клуч за успех.